Граѓаните имаат доверба во Социјалдемократскиот сојуз, затоа што СДСМ и на локално и на централно ниво во овие 4 години докажа дека зборот даден пред граѓаните важи, дека партијата е посветена на интересите на граѓаните и државата и затоа СДСМ е неспорен фаворит на локалните избори како во Куманово, така и во сите други општини, рече потпредседателот на СДСМ Оливер Спасовски на синокишната граѓанска трибина Најдоброто за нашата општина што се одржа пред градскиот базен во Куманово. Спасовски истакна дека СДСМ инвестира во инфраструктурата, бидејќи добра инфраструктура е основа за добар економски развој. За овие 4 години во Куманово и Кумановско, кога зборувам за Куманово и Кумановско, говорам за Куманово и општините околу Куманово. Имаме инвестиции во патна инфраструктура од 121 милион евра. Тоа се реконструкција на сите регионални патишта преку средства кои што ги обезбеди владата. Куманово Свети Николе после 40 години реконструиран целосно. Целосно реконструиран патниот правец Куманово Никуштак или стариот пат за Скопје. Целосно реконструиран патниот правец Куманово Опае и изграден нов регионален пат до Белановце и изградба на нов граничен премин во Белановце. Целосно реконструиран патниот правец до граничниот премин Пелинце. Повеќе од 50 години не беше реконструиран. Повеќе од 40 години немаше реконструкција на познатиот Искрин мост. За кратко време започнува и реконструкцијата на мостот во Проевце, кој што самите знаете колку е оштетен. Потпредседателот Спасовски направи испоредба на она што ВМРО ДПМНЕ го сработило за 12 години и она што е направено за време на владењето на Социјалдемократскиот сојуз за 4 години. За 10 години власт на ВМРО ДПМНЕ имаат изградено 40 градинки во државата. За 4 години власт на СДСМ 59 градинки во државата. За 12 години власт на ВМРО ДПМНЕ имаат реконструирано некаде околу 74 училишта. За 4 години власт на СДСМ 80 реконструирани училишта во државата. За 10 години власт на ДПМНЕ имаат реконструирано или изградено магистрални, регионални или автопати некаде околу 650 километри. За 4 години владата на СДСМ предводена од Заев 1040 километри магистрални, регионални и автопатишта. Поминаа тие тешки моменти кога Куманово беше ставено на маргините на државата. Денеска Куманово има големи можности и ги користи. Општината се развива и гради, рече градоначалникот Максим Димитриевски, нагласувајќи дека општина Куманово е единствената која според него била намерно блокирана од претходната власт, а сега е раздолжена. Она што за нас представува состанок, во бројка за нив представува трибина. Тоа што за нас представува во бројка трибина како вечерва, тие не може да го достигнат и на митинг. Тоа е разликата помеѓу СДСМ и помеѓу ВМРО. СДСМ без разлика кои, какви сме, овакви сме, колку сме, толку сме, вредни сме, разнолики сме по своите ставови. Како што во секое семејство сме различни во домот, така и во партијата. Но сме единствени во една работа, во убедувањето, љубовта кон државата и кон својот град. Па направивме се што е направено во Куманово до сега, освен овие две игралишта тука позади за тенис, кои што беа изградени за 11 години власт на ВМРО ДПМНЕ во државата, се друго во Куманово е направено од власта предводена од Социјалдемократскиот сојуз. И ќе продолжиме да градиме. СДСМ постојано е со граѓаните и затоа сме фаворити на предстојните избори, порача од трибината председателот на општинската организација на СДСМ Куманово Мартин Костовски. Општина Куманово беше
забравена, избришана од картата на Република Северна Македонија во периодот 2006-2016. Куманово сега е сериозен играч на сцената во нашата држава, како со кадровски потенцијал, а уште повеќе во делот на инвестициите и на познатата реченица која што сите си ја споменуваме на секоја една малска средба. Државата му должи на Куманово и државата се одолжува на Куманово. За ова што го зборуваме, гарант е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Не е битно кој ќе биде кандидатот. Битно е дека СДСМ повторно ќе победи во Куманово. Тоа го даваме како гаранција, тоа го потврдуваме и тоа го знаеме. Вложуваме во човечкиот капитал, затоа што знаеме дека само мотивирани и обучени луѓе носат и создаваат вредности и се прогрес за едно општество. И додека ние во сите сфери на општественото живење го подобруваме животот на нашите граѓани, нашите политички опоненти шират и конструираат лаги, кои се доказ за нивната немоќ и слабост. Пратениците од ВМРО ДПМН во Собраниската комисија за образование, наука и спорт не дозволуваат да започне расправата за законот за наставници и стручни соработници во основното и средното образование, кои во моментот се ангажирани на определено време. Караванот граѓански трибини најдоброто за нашата општина започна на 11 јуни од главниот град Скопје.